Почитувани пријатели, Кралов Македонија почнува еден нов канал на комуникација со вас, а тоа се видео разговори со колеги инженери, експерти од своите области, и за првата емисија избравме една горечка тема во периодов, а тоа се измиката и статиката. Имаме убави гости во оваа прва тема ни се професор Зоран Ракичевиќ од Институтот за земјотрсно инженерство и сеизмика, Иван Поповски, статичар, и Александар Боцевски, архитект, кој што е доста активен во изведбата на челични конструкции. Заедно ќе ни споделат доста информации и доста искуства од својата професија и ви препорачувам да не проследите. Благодарам што дојдовте. Сега интересна тема е цела Македонија брои, цел регион, цел свет за земјотресот во Турција и Сирија. И го погодивме моментов да го подсетиме инженерингов, докаде се технологија, како треба да се проектира, што ни следува со еврокодовите. И многу ми е драго што одвоивте од вашето ценето време да дојдете да правиме муевет на темава. Зоран, што се случи во Турција и во Сирија? Пред се благодарам за поканата. Ова е интересна тема, меѓутоа јас многу сме присутни во медиумите сега, зошто ова се постава после случаен земјотрес. Секогаш после случаен земјотрес и трае 6 месеци до 1 година и после се заборава. И после нема нигде. Значи никој не прашува ништо. Добре, кај нас нема земјотрес, нема да биде. Како пожарците после пожар. Јас би посоветувал или би апелирал овие теми да бидат перманентно присутни кај нас, да се постигне, да се подигне и свеста и сознанието дека ние треба да се научиме да живееме со земјотрес. Земјотрес не е баук, не е табу, не е нешто, и дека треба да се спремаме односно подготовката, спречувањето е многу помалку чини отколку решавањето, односно справување со последиците. Што се случи во Турција? Во Турција се случи нешто што требало да се случи, природна појава земјотрес, источна на Дунавскиот расет и северна на Дунавскиот расет, тоа се два големи раседи во Турција, дел од Алпско-Хималајскиот појас, каде што се случува земјотреси во овој дел на и Медитеранот и Турција, понатаму оди према Индија, Пакистан, Непал, кон Хималаите. И ние сме тука на таа линија? Па ние сме, меѓутоа ние не сме, кај нас не поминува главните раседи, не доаѓаат во контакт евроазиската плоча со кај што студираат плочите на арабиската, индиската плоча, каде што се настануваат главните тектонски пореметувања земјотреси. Македонија има раседи, меѓутоа се тие интраплейт, натре во плочата, во евразиската плоча. Тој се друг тип на раседи кои по принцип и по да кажа дали е правило генерираат помалку јаки земјотреси или не земјотреси не би требало со таа магнитуда која се случи во Турција. 7,8, голема магнитуда, големо количество енергија ослободено. Карактеристично за тој расет не е ништо ново, имало претходно 99 година измитот во Измит Душце, значи има сличен тип на земјотрес, можно да се јави таков земјотрес и му дошло времето да се јави. Што го иницирало? Па веројатно акумулацијата на енергија долги години. Не е проблем земјотресот. Проблем е последиците кои ги видовме, тоа е една трагедија страшно. И треба да кажеме дека не е исклучен во целава работа човечкиот фактор, бидејќи човечкиот фактор е присутен во сите фази на проектирање на објекти и градови, значи почнувајќи од урбанистичките планови, како се планираат и каков тип на објекти ќе се градат на, значи од генералните па деталните урбанистички планови понатаму во истражувањето на локациите, какви се нивни карактеристики на тлото, нивните динамички карактеристики. Не може на секоја локација се гради како некој има желба. Јас сакам да градам 5 спратна или сакам да градам 30 спратна, 100 спратна.
зграда, објект, негде може да изградите 50 катна, ама негде не може да изградите 5 катна на таа локација, затоа што карактеристики на тлото се такви да со очекуваните фреквентен состав на земјотресот и доминантната периода на земјотресот се таква, кога ќе дојде тие три во резонанс, практично објектот изложи на далеку поголеми сили од она што некој предвидел дека може да се случи и не дозволува, значи не може планирањето и изградбата и урбанизмот да биде независно одвоен од процесот на проектирање и изградба. Тоа се поврзани алки кои се нанижани една со друга и во сите тие алки човечкиот фактор има огромно влијание. Точно е дека постои, тоа е регулирана материја, за се си има правила, прописи, закони, подзаконски акти, квали за материјали, за проектирање, за градски урбанизм и така натаму, меѓутоа, ако тоа доследно не се примени како што треба, професионално, тогаш ќе го има тоа што се случи во Турција. Значи, да разбирам, се што можело да се сгреши во Турција се сгрешило. Како не па се да се сгрешили, нешто се сгрешило. Неблагодарно се каже сега од оваа страна, ние гледаме снимки од дронови, тоа е страшно е, меѓутоа допрва треба да се утврдат сите причини. Меѓутоа не треба да се исклучи дека има и човечки фактор. Дали е тоа од типот на несоодветно поставување на густо населено место во близина на таков расет, дали од несоодветно примената на прописите за дали во проектирањето, дали во контролата, дали во изведувањето, неблагодарно да се каже однапред, меѓутоа сите работи ќе ни бидат појасни во наредните неколку години. Тоа не може одеднаш да се. За време на измитот, земјотресот во Измит, имаше големи потворања во изведбата, имаше пополнување на волуменот на армирано-бетонските столбови со пластични шишиња. Не викам дека и сега има тука вакво нешто, меѓутоа сепак треба да оставиме на експертите да излезат на терен, да увидат целата ситуација и да ги кажат причините зошто се случи тоа таму така како што се случи. Има многу времени извештаи и од италијаните, и од јапанците, и од сите други експерти во оваа област за она што е регистрирано од мрежите за силни земјотри, за јачината, фреквентниот состав, време траењето, амплитудите на земјотресот. Значи се знае со едрена точност каков тип на земјотрес станува збор. Сега, последиците што се случија таму, но се срушија толку голем број на објекти, а загина огромен број на луѓе, треба допрва да не може однапред да се посочи со прст и да се открие виновникот. Треба да се разгледаат сите факти, сепак ние сме инженери и работиме со факти. Не сме несериозно е да се кажува дека било ова или она, меѓутоа неспорно е дека големо влијание има човечкиот фактор во целава ситуација. Иван, што ти кажува како статичар видео поминува дронов, некои згради превртени, целосно уништени, некоја зграда стои. Види, не мора да значи, секако се служувам дека со Зоран дека човечки фактор игра огромно влијание, дека тоа можело, ајде сега да не нагаѓаме, да гледаме у графчиња, сигурно јас сум убеден дека можело многу полесно да се помине, доколку се биле во сила сите контроли од целиот процес на градење на објекти, од првата замисла од урбанистичките планови до самата изведба, а не мора да значи тоа. Имаше во Истанбул еден случај, џамија со две минариња. Едното на пола скрш. Мислам дека имаше и видео пред некоја година, пред не знам колку беше. Едното баш буквално на пола скршено паднато, другото минаре стои. Така да и тоа е неухватлива работа е сега земјотрес и последиците од него баш буквално една до друга зграда, може пола зграда да падне, пола да остане да стои и години да треба да се установи зошто тоа баш така се случило. Само би се дополнил на ова. Ние од дрон не може да утврдиме така. Во каква состојба е зградата.
Може да е таа предпаѓање. М. Може да во оваа зграда се срушила еден стол повеќе, па ова помалце, па таа останала. Значи, и тие што стојат се гледа дека се видно оштетени, а може би заради одредени детали во изведбата, ваму е Грамови. промашено, ваму е направено како што треба. Не викам дека некој вика стави повеќе, не. Треба да се стави толку колку што треба. Ни помалку, ни повеќе. И повеќето не е добро. Затоа што вие го менувате она што некој се мачил и го пресметал дека толку треба да има. 6, 8, 10, 12 прачки во еден прес, тој диаметар, да биде столбот со таа димензија. Меѓутоа, за да се утврдат вакво причините, ќе треба време. Точно така. И точно што рече Зоран, не може да се уиди тоа што останало да стои во која состојба е, пошто како што зборевме пред да почнеме со снимањево, поентата на сите, да речеме, модерни сеизмички прописи, во сршта нивна лежи дуктилноста. Тоа е способноста да се доживее целиот систем, целата зграда да доживее деформации, трајни деформации, меѓутоа без да доживее колапс. Тој односот од појавата на првата деформација до колапсот, тоа се вика фактор на дуктилност. И со тоа, со прописите се цели да се постигне тој цел од првата да речеме пукнати на првата деформација до колапсот да е што подолг. Да постои можност во самиот систем, збориме за традиционалното проектирање, потоа верувам ќе разговараме за разни системи. И тоа е самата поента, да може луѓето да се евакуираат, нешто што ти е скапоцено од дома, да можеш у джеб да ставиш и да избегаш, а потоа зградите најчесто и од армирано-бетонските се, да речеме, неупотребливи. Нема никаква оправданост да се санира таа зграда, најлесно е да се сруши. И тоа у нормални земји се решава, да речеме, со осигурување. Осигурана ти од земјотрес, тоа и се распределува таа, да речеме, тој трошок на сите генерации што ќе живеат во тој објект. Сите плаќаат помалку осигурување, кога ќе се случи на тој последниот што ќе го доживее земјотресот, тој да се евакуира, да се спаси, и ова осигурање во сите што го плаќале, после да си купи нов стан, да си изгради нова куќа, што год како год да се санираат тие последиците од земјотресот. И се при тоа, да кажеме и тоа, па и да е се по сите прописи, све да е запазено, и тоа не е 100% сигурно дека објектот нема да доживее колапс. Ризикот е многу намален, многу помал ризик имаш од колапс, да кажеме, све ако е запазено, све да си е по сите можни прописи, меѓутоа нема 100% безбедност или нула ризик, такво нешто не постои. По скали да се симнуваш, не е со 0% ризик. Огромна енергија беше од Турција. Александар, како архитект гледа на работива? Статичари веќе гледаат преку дуктилност, преку димензионирање на ова. Како архитект гледа на ова што случи во Турција? Прво штета, за се што се случи. Од гледна точка како архитект веројатно има некои грешки во процесот на проектирање од самиот старт, како што кажа професорот. Прегусто, пренаселено, премногу збиено, премногу направено, неиздржливо за еден таков регион со трусно подречје. Така да мислам дека треба да се прави некоја подолготрајна комуникација во целиот процес на проектирањето помеѓу сите фази од почетокот до крајот, сите синџири сите алки од синџирот, за да не дојде до вакви некои случувања. Не сум експерт сум архитект, не сум за сеизмологија и за земјотреси и така натаму и статика, меѓутоа тој процес мора да се запазува секаде. Знаеме ние дека исто лежиме на некои помали расади и така натаму и мислам дека треба малце поише внимание да се обрне и малце повеќе колегите да почнат да бидат во комуникација со градежниците од првиот момент, од првата оска на проектирање. Господин Расилов Скопски, има ли некаква споредба меѓу типот на земјотрес, ослободената енергија во Турција и во Сирија сега и Скопскиот? Дали беше појак, дали беше, зошто беше толку подеструктивен? Прво, двата се тектонски тип на земјотреси, кои најчесто се јавуваат и предизвикуваат
штети на објекти, постојат и други индуцирани земјотреси како од вештачки езер докажано тоа, дека тие менуваат се измиштоци на самата локација, меѓутоа тоа се минимални земјотреси, магнитуда 2-3 кои не може да ги осетиме, тоа само инструменти ги лоцираат и така наречени земјотреси индуцирани од самиот човек, тоа се со овие подземни нуклеарни проби што ги прават. Тие генерираат сеизмички брани, пошто земјотресот е еден бран кој се движи и таков како таков, меѓутоа разликата помеѓу скопскиот земјотрес со магнитуда 6 да кажеме и овој земјотрес, условно кажано да заокружиме магнитуда 8, меѓутоа лаички да. Разликата помеѓу еден степен во бидејќи логаритамска, тоа не е линеарна, има 10 пати поголемо поместување на тлото, значи во турскиот земјотрес би имал 100 пати поголемо поместување на тлото. Од скопскиот. И за еден степен 33 пати поголема ослободена енергија. Значи турскиот земјотрес е 1000 пати поголема ослободена енергија од скопскиот земјотрес. Значи, ако беше турскиот во Скопје, Па во тоа време? турскиот Да, во на тие Скопје во тоа објекти, време на на тие тие објекти објекти. тоа ќе го немало Скопје. Да бидеме ре, меѓутоа не е реално да се очекува таков тип на земјотрес од таков расет кој се наоѓа на контактот, значи главните раседи помеѓу тектонските плочи на земјината кора со овие раседи кои се внатре на самата плоча, кои се далеку од интеракцијата, но со контактот на главните плочи кои се по кои што е поделена испрекршена целата. едно прашање Земјина кора. точно за институцијата од која вие доаѓате. Колку скопскиот земјотрес го измени македонскиот инженеринг? Па го измени многу. Значи, едно беше пред 63-та, друго е после 63-та. Значи, се смени начинот, филозофијата на проектирање, порано за земјотреси се зборувало низ приказни. Значи, претходно, не дека немало земјотреси во Европа, имало земјотреси во Европа, имало во Италија и поголеми земјотреси во Медина, меѓутоа првпат во Скопје официјално се смени начинот на гледање на и односот на инженерите кон земјотрес како природна појава кој што може да предизвика големи сили оштетување на објекти. Официјално 64 година е формирана, одржана првиот симпозиум на кој се смета за почетокот и основата на формирањето на Европската асоциација за земјотресно инженерство во рамките на меѓународната асоциација за земјотресно ваква е и официјално од Скопје почнаа поинеку да се почнуваат и прописи, и современи прописи. 64-та година се првите прописи за проектирање на сеизмички отпорни конструкции. Прописи според кои се проектиран целиот градски зид и се што е градено во 70-те години во Скопје. Значи се смени прво и ликот, меѓутоа и пристапот и начинот на проектирање. Како треба да се проектираат објекти и градби кои ќе бидат сеизмички отпорни. Што значи отпорни? Некој вика колку се сигурни, колку се безбедни. Едно е сигурно, друго е безбедно, меѓутоа оно што е факт дека безбедните, сигурните, колку што тоа го дозволува прописот. Прописот има одредено ниво на сеизмички ризик кој државата го прифаќа дека одредени делови ќе се оштетат, ќе треба да се поправат. Значи државата на себе прифаќа дека ќе ги обештети станарите, сопствениците на објектите. Прописите обезбедуваат дека објектот не смее да се сруши, може да биде оштетен, до ниво да биде економски неисплатливо да се поправа, па треба да се сруши, или да се санира, затоа што постои можност. Во градењеството
секогаш може да се интервенира и во текот на градење нешто ако се промаши, меѓутоа тоа ако се пријави, да се поправи, да се зајакне. Понатаму имаме прописи 81 година, сега имаме еврокодови. Значи, начинот на пристапот на, како што популарно ги викате вие, статичарите и можностите на архитектите драстично се смени после земјотресот 63 година. Има еден друг проблем што овие сите природни појави земјотреси кога се случат многу лесно се забораваат. Сако чудо за 3 дена, што ви кажа. Па буквално 3 дена, ама една година ќе трае. Се надевам дека сите овие приказни наваму вратете се назад, не близко 2016 година имавме релативно земјотрес со средна големина, тоа не беше некој страшен земјотрес во Скопје, меѓутоа Скопје ни го почествува страшно. Тоа што непријатно се непријатно е, верувајте, непријатно е. Сабајлесно првиот го осетив, вториот бев во кола, не го осетив. Непријатно е чувството, непријатен е звукот, меѓутоа ако е запазено и сите биле совесни во целото тоа планирање, проектирање и градење, значи тие објекти треба да стојат. Иван, колку во работата на колку промени во годината или во деценијата се случуваат во делот на статиката? Колку модерни технологии тебе ти донесуваат промени во начинот на работа? Не. Однос на проектирањето, ајде излегуваат нови софтвери, па учиш нов софтвер, па тоа да. Али у самото градење уште нема побарувачка од, да кажеме, модерни технологии, како што зборевме, некоја базна изолација или некакви дампери или нешто, пригушувачи на осцилации. Нема уопште интерес ниту за обука, да кажеме, за тако ти треба време, ти треба неколку месеци да седнеш, да научиш како се употребува, што се употреба, како се пресметува, па потоа исто треба обука за тој што тоа ќе го вградува на терен, на лице место. Не може било кој да собереш мајстор од улица и да ти вгради, да кажеме, повисока технологија. Нема интерес за тоа. Пазарно не евентуално да е некако наметнато од страна на државата, да се донесат некои прописи, некако тоа да се проба да се изведе. Инаку не, а имаме проблем и, да кажеме, со користење на софтвер. Тоа имаме еден востановен израз у фелава, да кажеме, се англиски, rubbish in, rubbish out. На македонски би дошло никако ѓубре влез, ѓубре излез. Мора да знаеш баш како работи точно софтверот, не е тоа само да искликаш, па ова црвено од не стане зелено, да зголемаш димензии. Треба малку да разбираш како работи тој софтвер, треба малку ти си инженерот, не е, да кажеме, софтверот само што ќе ти исплука. И тука исто имаме по мене има еден проблем у фелава со таа недоволна обука за користење на XYZ софтвери. Поготово до сега, да речеме, до Еврокодов е од следниот септември, така се стапува во сила, односно излегува од сила стариот пропис, мислам дека од наредниот септември. Дали за тоа ќе се каже државата? Тоа, да, 3 години, да. 3 години период во кој што двата прописи имаат еднакво значење, може или по едните, може по двата. А до сега, да речеме, само еден софтвер постоеше, кој што беа вметнати прописиве важечки до пред 2 години од кога и Еврокодот е вклучен, ставен во правен промет и кај нас. И грото, реално, сите и најефтин софтвер е српскиот Radimpex Tower. Има неколку, добар е софтверот, да не е нешто, има неколку финти кои што мора да се научат пред да се употребува, кои што, да кажеме, ако млад инженер тазе дипломира, не те учат на факултет, доаѓаш со работа, не знаеш, не се снаоѓаш, нема ниво компаниите, да кажеме, кои што се бават со проектирање, нема еден организиран процес на обука, некако стихино е све, дојде детето, фукнемо да работи. И тука исто и тоа може да представува проблем. Значи Едукацијата, обуката исто. Ми треба коментар од тебе. Александар ни е архитект, Јонке се умеша. Каква е соработката, или би рекол, колкава одговорност во одредување на конструкцијата и ние зајакнување е ка архитектите, и дали
Дали има некаква... Да, малку е лошо поставен целиот процес на проектирање, у смисла, баш како што зборевме пред малку овакво, горе, многу интересно беше тоа од некаква, сега пак повторно не ме држи за збор, може да ти ги испратам после книгиве што ги имам, од Швајцарска, од Лозана, некоја агенција за унапредување на не знам што на соработка, која што издава документ, убава книга, убав прирачник, учебник, како да го наречам, кој што се бави баш со оваа тематика. За архитекти? За сите вклучени во процесот, како помош и за инвеститори, и за општини, и за било кој вклучен во процесот на изградба на објекти, што е добро, што не е добро. Каде што исто и тие овакво до истиот заклучок доаѓаме независно, ама у цело се сложувам со нивниот заклучок, дека и тој процес на сериско производство, да кажеме. Прво ќе седне архитектот, па он ќе го исцрта објектот, ќе изигра со просторот, ќе се договара со инвеститорот, сакам соба, сакам балкон, сакам ова, сакам она. Столбов таму. Све. И потоа сериски ќе дојде после него инженерот да ја пресмета статиката, конструкцијата, не дава доволно добри резултати или лошо за крајниот корисник полош резултат се добива, секогаш е подобро паралелен начин на работа од самиот почеток да се сите вклучени заедно. И у однос не само на безбедноста, како што збориме, туку и у однос на, да кажеме, еве сега со еврокодовите, мора да се проверат на два типа на земјотрес да се провери конструкцијата. Едниот е non-collapse requirement, што го говоревме до сега, тој однос да се оштети конструкција, меѓутоа да не доживее колапс за одреден проектен земјотрес. Вториот е damage limit requirement, со кој што се ограничуваат штетите кои што можеле да настанат у неконструктивните елементи. На послаб земјотрес со повратен период до 95 години, доколку е, мора да се проверат зидови, како што рековме, плочки, гипс картони, стакла, макла, тие пошто ќе се деформира зградата и на тој послаб земјотрес, меѓутоа ќе останува еластична зона. Нема да се случат тие дуктилни деформации што ги зборевме, да се определи, да се смисла доволно добро тие неконструктивни елементи за да не дојде оштетување никај нив. И у тој цел однос, цела таа игра, секогаш подобро доаѓа кога заедно од сам старт ќе седнат, барем у почетокот и другите фази би биле, да кажеме, и водовод со цевките или некоја вентилација, ако има некој канали, машинство, некое, увек би било подобро од сам старт да се заедно, меѓутоа најмала рака архитектот, инженерот уште при изработката на идејното решение да седнат и да работат заедно. Александар, во пракса, во просечно проектанско студио, просечен проект. Добро. Кога е вклучен статичарот или нека биде другачие прашањето, колку познавањата на архитектите можат да какви се нивните познавања за да може да употребат по оптимален систем? Вака, значи моето искуство во проектирање од пред неколку години, сега нели во сосема друга насока, таму каде што јас бев во фирмата, инженерите беа уклучени од самиот старт. Че збориме за фирма од тројца вработени, значи ние го правиме првиот плод на желбата на инвеститорот со трите опции, нели 4 како и да се. Одбираме некое решение кое ќе се разработува и се уклучува градежниот инженер во самиот старт да даде насока на општо, просто димензионирање на распонот, да, може, мислам, тоа се работи што сме ги учеле ние на факултет како архитекти. Меѓутоа има некои работи кои што они ги знаат подобро од нас, значи во нивниот дел. Сега тоа е моето искуство тогаш, не можам да генерализирам општо како е во, нели, меѓутоа како изведувач сега од гледна точка, стигаат разноразни проекти. Значи и од архитекти и од градежни инженери кои што имаат и своји недостатоци, и своји мани, и своји недоречености и така натаму, така да обуката, тој тип на обука, ама заедничка обука на инженерите, за да се фати еден процес кој што нема да влие на стабилноста на зграда. Затоа што на крајот, џабе човек да е најубав на светот, ако рветот му е искршен,
и обратно. Баш така, ребе. И обратно. И Сум обратно. бил вклучен у проекти и Затоа што архитектот е оној кој што му дава еден простор на инвеститорот кај што он ќе живее, ќе работи, му го смислува и така натаму, на благородна работа. Меѓутоа они треба да го направат скелетот за тоа да функционира. Од самиот старт, ако се почне со добро планирање, со добра работа, може да дојде до одличен објект, изведен, со одлични сеизмолошки карактеристики, отпорности и така натаму, и на крајот економичен. Затоа што во самиот процес, нели, доаѓаме до нешто, ставаме распони 8, 9, 10 метра, конзоли од 5 метра, изводливо е, они знаат дека е изводливо. Ама дајте за пола метра е разликата да намалиме овдека, имаме намалување на инвестиција толку и така. Бошто мора да го гледаме на крајот и инвеститорот како последната личност во целиот овој процес кој што тоа ќе го користи, тоа ќе го ужива и тоа ќе го експлоатира во текот. Ако ја спомна цената, не можам да не спомнам, сигурно сум дека оваа индустрија, че овие дека напредните земји кои што се сеизмички активни, Господ знае каде се отидени со модерни системи на заштита на Видите, тие се затоа што таа материја е регулирана многу поодамна. Значи, сепак технологијата беше порано, како да кажам, ексклузивитет на богатите држави, меѓутоа денеска тоа не е нешто баук, така да ако добро се организира, се постават работите на место, таа технологија и може да биде достапна и кај нас, достапна, и имаме пример за сеизмички изолираност на базна изолација на основна школа Пестелоци во Скопје, донација од системот, донација од владата на Швајцарија, 69 година, се води во енциклопедиите, сите овие пишани материјали за прв објект во светот со базна изолација, со лежишта изработени од природна гума. Претходно има други типови на објекти, Нов Зеланд, порано, меѓутоа тоа се други типови на лежишта, примената нова изолација. Пред да продолжам или да продискутираме околу новите технологии, сам би сакал да се надоврзам на претходното, по однос на софтвери, користење. Прво, софтверот не проектира конструкција, проектира инженерот, проектантот. Од друга страна, за еврокодовите како такви, еврокодите се неприменливи. Еврокодот е обланда, е стандард. За да може да го примените, треба да има изработено, секоја држава изработува национални анекси. Тие се карактеристични за секоја држава. Значи, еврокодот е неприменлив ако вие немате национален анекс. Треба да разберат нашите проектанти да знаат дека на пазарот не постои софтвер во кој што се вклучени македонските национални анекси. Значи, не постои. Значи, треба да се направи. Практично, хипотетично, да кажем теоретски, меѓутоа и практично, не ти можете да ги примените софтверите кои се користат во Европската Унија, во кои што кај нашите национални анекси не се експлицитно наведени дека тој софтвер ги покрива. Ни Радимпекс не ги покрива. Да бидеме реални, значи проектирањето, работата на инженерите е процес на доживотно учење. Треба да ги пратат, да ги анализираат, да одат на советување, да одат на курсеви, да учат цел живот, за да може да проектирањето е интерактивен процес, како што кажа и колега, и мултиплициран. Значи сите треба да биде вклучени од самиот почеток. Желбите на инвеститорите и до негде архитектите се многу ограничени, бидејќи ние имаме едно нешто што живееме во сеизмички активно подрачје, треба да го прифатиме тоа и дека објектите кои се земаат типски за останатите делови од Европа, развиените земји, Германија, Швајцарија, Шведска, Финска, Данска, не може огледално да ги примените во Македонија. Не може. Имаме ние пропис кој е сеизмик. Од друга страна, проектантите многу
лесно го прифаќаат дека земјотресот само еден товарен случај кај што имаме наредени хоризонтални сили, меѓутоа забораваат дека или можда не биле на советување или не им биле пренесено затоа што меѓутоа треба да се информираат. Со овој нашиот пропис од 81 година, како што е поставен да се примени едноставната метода на статички еквивалентни сили, архитектите треба да проектираат квадари и коцки. Она што не уча градежни конструкции на почеток, правилно распоредени столбови и греди оски во еден правец кои се сечат под прав агол, равномерно распределена маса, се друго што отстапува од тоа, не може да ја примените. Член 30 од глава 2 не важи. Вие не може. Денеска имаме желба, значи се среќаваме со објекти кои пратат градежната линија на парцелата. Да. Полигонална форма на објект. Статички еквивалентноста не важи. Меѓутоа во ПИОВСот има и друга метода. Кај се вика динамичка анализа, кај што треба објектот да се провери на дејство на реални земјотри, нелинеарна анализа, за жал, која што е далеку посложена и тука треба многу повеќе знаење да се примени тоа. И повеќе време, и Сакаш да повеќе пари. кажеш? Да, би се вклучил со објективе, точно како што кажа Зоран, не може да се пресликат. Дури негаш кога ќе отидеш, не мора ни подалеку да идеш у Београд кога ќе отидеш. Ако видиш без фасада скелет еден, морници ме лазат. Столпчиња чачкалички ги викам ја, али се гледа ни секој постарени прописи 6-та зона која вижда Београд. Белград е меѓу 8 и 9. Има 8, најмалку во 9. Не. Да. Не знам можда, али Белград е сериозно столпчиња баш буквално без фасада се гради објектот, се зида да кажеме у фаза на карабина, страф ме фаќа ако ќе видам чачкаличиња. Кај нас тука со толкицки столпчиња. Каква разлика прави употреба кога сме виждали современи материјали, КНАУФ произведува такви сувомонтажни системи кои што барем како врска и како тежина се полесни од традиционални. Кои се предностите? Тоа ми беше тезата магистарска, не мислам дека ти имам пратено овакво не баш на КНАУФ системи, сега јас си измислив мој. Прв фактор што влијае огромно на да кажеме сеизмичкиот одговор на конструкцијата е тежината. Овакво циглава тежи као туч. Тоа е системе до 10 пати или повише пати, повеќе од 10 пати помалку. Споредуваме за полна. Да, асизмичкиот товар според овие прописиве, според те коцките паралелепипедите и статичка еквивалентна метода е функција од вкупната тежина на зградата. И генерално сега у некој генерален случај околу за една зграда таква квадратче у основа дигната све за Скопје, за Скопскиот регион да кажеме е некаде грубо 10% од вкупната тежина мора да приложиш како бочен товар. Колку намалиш маса, односно не е битна и тежина, у разговорно може и така да оперираме, колку смалиш од тежината, смалуваш од бочниот товар. Така да влијае у огромно, не се сеќам сега на точните димензии, у теза моја магистарска, меѓутоа знам за бајаги, намалив и столбови, и греди, и темели, овакво на самата зграда. Без да се намали потенцијално кажано Ништо друго, никаква друга измена, само наместо таа циглата, да речеме 25 на 25 сантиметри широка цигла на фасадни ѕидови и 12 на преградни ѕидови, наместо со цигла со тула, со лесни елементи во огромна мера се намалува и сеизмичкиот товар. Истото малку што го начнавме претходно пред да почнеме со снимање као тема и со тоа со крутостите, ѕидов да речеме од тула е прилично крут во својата сопствена рамнина. И тоа првиот иницијалниот удар да речеме, многу би се разликувало ова ние што го пресметуваме, каде што нас у проектантскава работа, тој ѕид од тула, тие само како товар го зимаш у предвид, никако другачие. Дали го ставате во пресметката да видите што му се случува на ѕидот како ѕид или воопшто се изоставува тој дел? Не, конструктивен елемент, тоа исполна е да се затвори само. Тоа може и тоа дури ме интересирало, имам симнував од некаде материјали од американци баш кога ѕид да го пресметаш во неговата рамнина што би се случило, па имаш тука смокнување по линија на малтерот, одлепување, тоа треба да магистрираш за секој ѕид да го пресметаш, поготово што таму исто
строго дефинирани марка на Малтер, што кај нас од кај ја знаеш марка на Малтер, како смешал мајсторот на лице место така фрлил, немаш влезни податоци доволно и сериозна, сложена процедура е баш буквално и некако тоа беше го моделираат зидот дури и за конструкцијата цела нагоре преку две притиснати диагонали. Тие да го заменуваат зидот, ама додека стигнеш ти целата процедура да истераш, ните влезни податоци доволно и скапа, сложена, долга процедура. За практични цели до некаде е контролирана и решена оваа проблематика од аспект на контролата на меѓукатното поместување, кој е ограничено за проектирање, поготово во Еврокодот, во зависност од типот на исполната, дали е круто, флексибилно или воопшто нема контакт со главната конструкција, се дозволува поголем и помал интерстори дрифт или така наречено релативно меѓукатно поместување. Што значи тоа меѓукатно поместување? Значи, колку се поместува горниот спрат во однос на долниот. Аха. Значи, имаме релативно поместување на целата зграда во однос на Во моментот на действување, така? Имаме апсолутно поместување кое се поместува целиот објект заедно со тлото. Кога се одземе тоа од вкупното, па се добива релативно поместување на По спрат. целата зграда по однос на вклештување на темелите каде е пресметано, има она што ги создава, прави штетите во конструкцијата, колку еден кат се поместил во однос на другиот. Тоа веројатно е по-круто кога се работи за сега. бетон или по лабаво кога се работи за Преградните череп? зидови од јас не би рекол дека монтажните кнауф системите обезбедуваат лесни преградни зидови, брзо градење, се си има ваква, меѓутоа пак не постои стандард и пропис кој што тој би бил од дел од прописите за проектирање сеизмички отпорни конструкции, бидејќи прописите првенството се наменети за Конструкција. носивата конструкција. Зидовите од тула се тешки, да, меѓутоа има една друга работа, одговорот на конструкцијата и силата на која што таа ќе биде изложена зависи и од незините динамички карактеристики и фреквентниот состав на земјотресот. Може да имам и јас и уставно кажано тежок објект како таков и фреквентниот состав на земјотресот може да нема никакво влијание. Да. Значи, меѓутоа сепак монтажните, лесните преградни зидови, нови материјали кои овозможуваат тоа и на инвеститорите многу им води во прилог зголемување на корисната површина, меѓутоа со употреба на нови материјали и не само лесни, него во исто времено треба да ги задоволат и енергетските и аудио критериумите, што не е никаков проблем денес тоа да се задоволи, што порано беше, да кажеме, многу тешко. Вие правите преграден зид од лесен материјал, меѓутоа го слушате комшијата во дневна или во спална соба. Ако не се избере точна плоча, ако не се стави изолација. Уште видео и уште еден дел од таа теза зашто е пред 6 години, колку беше више. Истражува вградена енергија и вградени емисии на јаглерод диоксид во самите градежни материјали. Тоа више. И исто таа со примената на системи, вакви лесни нови системи, не само од нив, бидејќи тулава е енергетски еден набиен материјал. Таа се пече на, не знам колку илјади степени, таа не што и се прави. Не само тоа, туку е заштедата и на бетонот и на арматурата во самата зграда, околу третина некаде помалку енергија и помалку, тука бе околу третина емисии на јаглерод диоксид, за да се произведат самите тие градежни материјали. За крај, можеме ли да дадеме некаква топ листа на 3, 4, 5 совети од градежни инженери према архитекти? Што може да направат во сопственото проектирање, што може да направат во сопствените знаења за да одат напред во исто време со откритијава во оваа наука? Соработка не постои глупаво прашање од сам старт заедно, дајте да седнеме заедно, работиме, да се договориме и да се учиме едни со други. Процесот не е само влијание архитекта, градежниот. Тука треба сите да бе. Треба од почеток, заедно со архитектите, со урбанистите, планирање, проектирање и изведба. Контрола
што на некому не знам дека дополнителна контрола само е добробит за сите. Да. Ако се прави секако што треба, според мислам дека дополнителна контрола преку издавање на мислења не треба никому да му пречи, само тоа допринесува затоа што кој работи греше, не сме безгрешни. Значи добро е да се увидат ако постојат било какви сомнежи од напред да се елиминираат, грешките ако ги има при дејство, при градење да се признаат, за да се интервенира со време. Градењето е процес кој може да се поправи, грешките се поправат во тек на градење. Проблем е, ако се премолчат, грешките после резултираат од тоа што беше во Турција. Од друга страна, инженерите, проектантите да се едуцираат, во наставните програми и во нашите програми да се внесуваат новите технологии и днината на проектирање на сеизмички отпорни конструкции. Не е само во прифаќање на прописи како еврокодови, како посовремени, подобри, сега прва генерација, за неколку години ќе биде втора генерација кои се во завршна фаза, кои во добра мера и во голема мера се разликуваат од овие, значи на голема веројатно се внесени новите технологии, сеизмичка изолација, одредени системи за дисипација енергија кои ќе ги превземаат. Не треба луѓето, проектантите да се плашат да ги применат овие технологии, во колку главната конструкција и е послаба затоа што имате систем кој тоа ќе го прифати. Меѓутоа, тоа е еден систем, еден процес кој треба да го прифати и индустријата, кој треба да прифати треба да се изработат стандарди за вградување, за контрола, за испитување, за одржување. Тоа е еден процес кој е... Кадар што го направи тоа? Мајстори што го враде тоа? Да. И обучен кадар кој тој не е тоа бау. Не е тоа, треба сите да имаат докторат за може да го применат или треба да овакво го... Меѓутоа ние, како професори, тоа го предаваме и ги учиме. Вакво нашите студенти, нашите докторанти, мојата специјалност, баш во таа насока, за управување со одговорот на конструкцијата, structural control, како ви кажал, меѓутоа, ако го дадете буквален превод, не е контрола од инспекцијска контрола, кај нас така се преведе тоа, туку да конструкцијата управуваме, да ја насочиме, да се однесува на земјотрес и други динамички побуди ние како сакаме. Да направиме на еден начин паметна конструкција. Значи, иднината е во нови материјали, покрај масовно применувате армиран бетон и челик, нови материјали кои со паметни материјали, нови технологии, сеизмичка изолација, кои ќе има возможат на архитектите да дојдат многу повеќе до израз нивните слободумни размислувања и креации, со примената нова технологија се далеку по применливи, прифатливи и не значи дека таа технологија е поскапа од класичната примена теорија и проектирање. Само е подобра. Имавме ние пред 2 недели воркшоп во ЕЗИС, кој беше организиран од во содейство со институтот од Јапанската асоциација за сеизмичка изолација. Значи дојда еминентни професори и експерти од приватниот сектор во ИЗИС, имаше комуникација онлайн каде што примери кои што беа стварно за почит и убаво за гледање, меѓутоа ти вика добро како стои, изградени со примена на сеизмичка изолација и други вакви дополнителни системи внатре во самиот објект, пошто не е проблем само локалните земјотреси на 10, 20, 50 км. Има проблеми земјотреси кои се јават на 200-300 км, кои имаат друг фреквентен состав, кои имаат проблем со долгопериодичните компоненти кои ги има кај високите згради, треба тие да се елиминираат. Овие решенија со примена на модерната технологија, ние викаме модерна за нив е тоа секојдневие уште од 95-та после Кобе земјотресот има малтене скоро вертикална барање од неколку барање за изградба на примена на базна сеизмичка изолација до неколку десетици илјади во текот на годината бараат сега за последниве години. Нон-стоп се бара. И тие се со примената на оваа технологија чинат помалку
отколку во колку примениле класично проектирање. Значи не збориме воопшто за поскапување, него за правење на попаметни. Нови- Се А, намали поскапувањето конструкцијата, ќе се намали обемот на Поскапувањето беше конструкцијата. во почетокот на каде што експлицитно се бараше да објектот биде проектиран согласно прописите без примена на технологијата, па ти ако сакаш додадија технологијата на веќе таков објект како дополнителна сигурност. Тоа да, ја поскапуваше градбата. Меѓутоа новите прописи, че во Еврокодот има сеизмичка изолација. Во новите втората генерација ги има усовршено сеизмичката изолација, се додаваат системите за пасивна дисипација на енергијата, одредени придушувачи, дампери од секаков вид за проектирање, каде што има одредени правила како треба да се проектира главната конструкција со овие дополнителни системи. Во прописите на Соединетите американски држави има однос 70, 30, 50, зависно каде се наоѓа. Значи, вие можете да основниот систем да го проектирате како носив на вертикални товари, а додека сеизмички системи да ги прифати овој нов систем со разни типови на сеизмичка изолација и дампери и така натаму. И сигурно ќе биде поевтина и посигурна од затоа што во тој случај имаме лесна конструкција, деформабилна, има дампери кои ќе го придушат нивното, а од друга страна, ако имате било какви различни форми, сложени, сеизмичката изолација овозможува да не се јават сили во него и објектот да се помести во крутно тело. Ево, гледам овде имате Лондон, на слика се гледа. Дали знаете дека Millennium Bridge, мостот Millennium Bridge, Оно што се нишаше? на неговото отварање практично после 2 часа е затворен. Да, рефлексијата на луѓе се се. јава огромни хоризонтални деформации. Практично тоа е една вакво лачна конструкција со висечки мост со многу ниска стрела практично. И е многу флексибилен во хоризонтален правец. Не е предвидено движењето дека луѓето не одат чисто вертикално, Ке се синхронизираат. туку гегаат и си има хоризонтално, се ја хоризонтално. Разгледани се 3 начина за санација. Да се зголемат пресеците, тоа е наедно, мислам, одма, кога текно ќе зголема крутост. Вториот беше да се стави активна контрола и третиот кој е применете со системи за пасивна дисипација на енергија. Активната контрола е напуштена затоа што се уште е во експериментална фаза, меѓутоа најефикасна би била, зависи од надворешен извор на енергија. Ако немаме извор на енергија надворешен, тој систем не Пак е функционира. мрда. Има во помеѓу пилоните, значи вакво има ставени за хоризонтално прифаќање на вибрациите вискозни дампери од фирмата комбинација. Taylor Devices. Тоа е американска фирма која првенствено работела за развој на вискозни дампери за лансирните рампи за Першинг. Ракетите, тоа се за војна индустрија. Значи, многу работи кои се преминуваат денеска во градежништвото, Оттаму нова најас. технологија, првенствено се испитани во војната индустрија, а вертикалните вибрации на самиот мост, за нив се употребени така наречени дампери со подесена маса, тюнмас дампери, кои се произведени од германската фирма Герб. Не знам, 40 пати е зголемена, е намалено нивото на забрзувањето при дејство на пешаци. Значи, после се правени тестови, практично со огромна навала на луѓе, прво, ги имаме тие видеа, постојат, Ги има на YouTube. ги има на YouTube, мостот буквално е непомерлив. Значи, Нема не се осеќаат никакви вибрации, никакви нелагодности. Ова нова технологија се употребува не само за проектирање на сеизмички отпорни конструкции, туку конструкции кај што треба да се обезбеди комодитетот на живење во високите згради, кои се на ветар може да имаат отклонување и по метар и по 2. При нормално дејство на поголеми, ако ќе фати олуја, овие што сите гледаме облакодери, проблемот е кај нив е ветерот, или за вакви мостови каде што пешачки мостови, нема никаква начин за да не се осетат. Може да мостот и ќе е стабилен, меѓутоа чувството вие кога нешто се ниша,
Човекот е многу осетлив на вибрации, а ние не поднесуваме. Некој мисли дека затоа што сега кој осетил земјотрес или било какво нишање се создава една непријатност. А одредени фреквенции, секој човек има одредена фреквенција, кога падне во резонанс, вие практично сте безпомошен. Паѓате како труп. Едноставно немате контрола, едноставно ќе паднете затоа што вие не можете да држите рамна, затоа што вашата фреквенција на телото со побудата доведе во резонанс и вие исто се случува и со објекти. Огромна одговорност значи на инженерите. Од проектантот до статичарот, до ревизијата во ИЗИС. И понатам годиме надзор и изведувач. Ние може се да направиме перфектно на хартија. Ако тие надзорот е должен да пријави се. Надзорот работи не само за инвеститорот, да го заштити, работи за изведувачот, работи за проектантите, сите, користниците на просторот, работи и за вакво за добробитот сечив. Затоа што најдобро е и да се промаши нешто, да се пријави. Се уште може да се поправат грешките во текот на градење. Се разбира, ако не се направи некоја катастрофална грешка, да, пошто ние сме имале случаи каде што сме интервенирале во текот на нашите излегувања на терен за издавање мислења за изведбен во тек на градба и преизведбен на конструктивен систем. Не е битно, тоа се професионална тајна, веќе кажам таму, меѓутоа сме интервенирале на време заради X причини за да тоа се спречи, да се реагира навреме, да се спаси објектот. Ви благодарам на времето. Фала на поканата. И да не беше земјотресот во Турција, ќе ве викнем на ваква тема, пошто оваа година е 60 години од земјотресот во Скопје. И многу ми е драго што сте тука да ги подсетиме инженерите дека стварно ваква работа не треба да помине свако чудо за 300 дена, него стварно инженеригон да се придржува до овие препораки. Да ви благодарам и ти благодарам на твојата покана. Да, 60 години Скопје земјотрес, ИЗИС активно се вклучува во оваа кампања да го одбележи овој јубилеј на трагедијата што му се случи. Ние имаме своја програма, ќе биде 20, ќе правиме и показни експерименти на платформа. Браво. Кнауф тука ќе ни излезе во пресред да опреми и да ја оформи една соба на која што ние имаме еден модел челишно, ќе направи да биде соба на која што ние званично ќе почнеме на 26 април и тоа ќе трае до 26 јули на неколку наврати со отворени денови на ВОИЗИС за вакви показни, за подигане свеста. Соработката со Кнауф ни е исклучително добра. Со сите што таму се познаваме долги години. Блажен, неколку пати сме дискутирали сега, напреден со нови технологии. Добро да имаме вакви млади инженери кои сакаат да работат, да применат ново и да не се плашат дека новото не е чудо, не е баук, туку напротив, само со перманентна ваква примена на новите технологии, нови материјали, имаме ние прогрес во нашата област за градење и проектирање на објекти. Иван Александар, фала многу. Кога се гледаме на убави, издржани, големи, па дури слободни форми на објекти, ама исто стабилни како и да се. Фала многу. Фала.